Утрински стихови од Библијата. 9 ноември. Тој се грижи за мене. И секоја своја грижа фрлете ја на него, зашто тој се грижи за вас. 1 Петрово 5:7. Сите што се наоѓаат во неволја, со кои се постапува неправедно, нека повикаат кон Бога. Свртете се од оние чии што срца се тврди како челик и изнесете ги своите барања на својот Творец. Никогаш не е отврлен ниту еден кој доаѓа при него со скршено срце. Ниту една искрена молитва не е загубена. Среде песните на небесните хорови, Бог ги слуша повиците и на најслабото човечко создание. Ние го излеваме копнежот на нашето срце во нашата клет. Дишеме молитва додека одиме по патот и нашите зборови стигнуваат до престолот на владетелот на универзумот. Можеби се нечујни за човечкото уво, но тие не можат да исчезнат во тишината, ниту пак да се изгубат во бучавата на деловните активности околу нас. Ништо не може да го задуши копнежот на душата. Тој се издига над уличната врева, над метежот на толпата, се до небесните дворови. Тоа е Бог на кого ние му зборуваме и нашата молитва е чуена. Не треба да го помрачуваме сопствениот пат, ниту патот на другите, со сенката на нашите искушенија. Ние имаме Спасител, кај кого можеме да отидеме, на чие сочувствително уво можеме да му ги кажеме сите наши поплаки. Можеме да ги оставиме сите наши грижи и товари кај него. И тогаш нашата работа нема да изгледа тешка, ниту искушенијата неподносливи. Со практикување на жива вера можете да се одделите од се што не е во согласност со Божјата волја и на тој начин да го внесете небото во вашиот живот уште на оваа земја. Правејќи го тоа, вие ќе имате сонце на секој ваш чекор. Кога непријателот се обидува да ја обвие душата со темнина, пејте за вера, изборувајте за вера и ќе увидите дека со пеење и изборување сте се довеле себе си во светлината.